Синоќа во Радовиш, цела ноќ се славеше, се радуваа граѓаните, го прославуваа големиот успех, а еве тука се и нашите гости, првите луѓе на борењето, тука и пехарот, еве го стигна и во македонската телевизија. Драгоцен пехар, за кој што цела есен се бореа борачите на Бучим Јака и стигнаа до него, па во студиото веројатно веќе ги препознавте. Не мора и посебно да ги представувам, тоа се професор доктор Ванчо Чифлиганец, првиот човек на македонското борење, председателот на Сојузот на боречките спортови на Македонија и председателот на нашата најдобра клубска спортска екипа во Македонија. Тоа е веќе дефинитивно, нема кој освен Бучим Јака по освојувањето на шампионската титула, господинот Кирче Сусинов. Па добро дојдовте во нашето студио и сега, еве, неполни 24 часа по тоа славје, или поточно 19 часа по тоа славје, сега впечатоците какви се, дали се одморивте малку или тоа беше навистина една луда радовишка ноќ? Зоки, благодариме. Се уште се прашуваме во некои моменти дали тоа што се случи, дали беше вистина, али се случи пред 5000 актери на лице место во спортско-реактивниот центар, пред 2-3 гледачи на видео бимо пред салата и пред сите љубители на спортот кои го гледаа телевизијата, бидејќи македонска телевизија директно. Еве, денес сме, до вчера бевме вице шампиони на Европа, денес сме европски шампиони. И пријатно е сигурно во овие мигови. Сигурно сте, можеби, најсрекниот човек за тоа што вие потекнувате од борењето, потекнувате токму од тој клуб, вие сте спонзор на тој клуб и има низа работи кои вака и емотивно ве врзуваат за Бучим Јак. Добро, нашата визија стана реалност, али да бидеш во еден спорт шампион прв во Европа, спорт кој е стар како човечкиот род, кога постоел тој спорт, кога државите немале имиња, а ние денеска да бидеме први во Европа, тоа е голема работа. Тоа е воопшто за Република Македонија, за граѓаните на Македонија, за спортот, за борењето, а да не зборувам за градот Радовиш и за клубот Бучим. И еве сега ги гледаме оние пријатни мигови кога подпредседателот на ФИЛА, Биро од Унгарија и Ценов од Бугарија, тој е председател на Европската федерација, ги доделуваат медалите, па Сусинов, какво беше чувството? Ве забележувам, вие бевте одма заднив, дали прозборевте нешто во тие мигови со порачите или само честитка, немавте едноставно зборови? Па да ви кажем прво на вашето прво прашање, дали сме уморни, ние и пред средбата, и за време на средбата, и после средбата не сме уморни. Треба да нагласам дека најнапред направивме големи напори да ја организираме таа средба. Исто така не беше лесно и на самата средба, и после средбата треба да се има напори и тоа да се прослави. Како што кажа и господинот Чифлиганец, тоа е нашиот најголем успех на македонскиот спорт од постојањето на независна Македонија и ние се уште прославуваме во Радовиш. Еве, јас дојдов од хотелот Панорама, каде што се уште има наши симпатизери кои тоа го прославуваат. Во Радовиш една голема прослава по домовите, по рестораните, така да тоа атмосфера, еве, вие не поканивте да ја почувствува цела Македонија и мислам дека тоа втор пат во блиска иднина не може да се повтори, а тоа што ме прашавте дали со борачите го споделивме тој успех во самата спортска сала, секако секој борач имаше по нешто да каже, сите беа радосни, сите се пресрекни и сите се свесни дека тоа е еден голем, би рекол, најголем успех на македонскиот спорт до сега. Добро е да се нижат вакви успеси, борачите секогаш одржуваат едно ниво, тие со години освојуваат медали, па затоа и за борењето често знаеме да кажеме дека е најтрофејниот спорт во Македонија. Освоен е уште еден вреден трофеј, тоа ќе биде запишано сигурно во нашата спортска историја и не само спортска, туку воопшто во нашата македонска историја, зашто вакви трофеи ретко се освојуваат и треба навистина и сила и знаење и се.
па сега рековме сила знаење. Изгледа се има во Бучим Јака, па како ќе го прокоментирате тоа? Мислам дека вчерашниот противник беше 80% од репрезентацијата на Турција, во која имаше 3 светски шампиони, 3 европски и повеќе вид шампиони на светот. И затоа јас кога велам дали е тоа можно, нешто не сме шампион, него затоа што победивме на репрезентација на Турција која беше за 94-та година светското првенство во Истанбул прва. И мораме да дадеме големо почитување према турскиот повеќекратен шампион. Финалето што беше на големо ниво, заслужи и противникот, односно вид шампионот и новиот шампион. Во оваа прилика јас би сакал да се заблагодарам и на поддршката која имаме од 1000 рудари, работници кои издвојуваат скромни средства за голем успех, и тоа мораме да без поддршка на овие 1000 рудари, спонзор од Бучим, на љубителите на спортот во Радовиш, на љубителите на спортот во Македонија и на сите оние што дадоа допринос. Јас морам да кажам овде не повеќе од дипломатски приод. Дадоа голем допринос и средствата за информирање, македонската телевизија, Сител, Кобра, Еми, Нова Македонија вечер, да не ги сега заборавам, и вие како актер, како Зора Михајлов, како спортско срце, не само како новинар, дадовте допринос. Во оваа прилика се заблагодарувам на спортските работници во клубот, се заблагодарувам на нашиот консултант, советник Шахму Радован, а посебно го издвојувам името на Насе Насев кој даде допринос во купот на европските шампиони, затоа што за овој голем успех треба и многу луѓе и големи луѓе. Со малку луѓе големи работи не биват. Девизата "Заедно сме појаки" ја искористиме во оваа прилика само со една единствена цел за спортот на Република Македонија, за борењето. Ситни математики во овие комбинации немавме. Да, точно, се беше на свое место. Мислам, коцката беше формирана онака како што требаше, како што посакувавте и се дојде до тој резултат. Прашање за Сусинов. Сега нормално прашуваме дали го очекувавте ова или не. Како се чувствувавте, например, пред да почнат надпреварите во купот на европските шампиони? Еве еден пример. Јас кога дојдов на првиот меч Софија Оров, вие бевте малку подуплашен. А еве стигнавте до финалето и до титулата. Па тоа чувство, мислам, еве на еден спортски работник, на еден председател. Пред да почне Кире, да помогнам само. Јас веќе кога нешто сакам да постигнам, морам да ги консултирам италијаните. Они се многу добри прогнозери. Кога ги победивме во Радовиш 39-1, односно 10-0, ја рекоа, Бучим ќе биде европски шампион, ние не верувавме. Значи, луѓето имат подобри предпоставки, прогнозата ни да се оствари. Еве да ви кажам јас како се чувствував. Кога дојдовме ние регламентот на ФИЛА во клубот, ние ги прочитавме сите термини за одржување на надпреварите. Прво, второ, трето, четврто коло и финалето беше закажено за во Будимпешта, како што сте добро информирани. И јас лично во себе си помислив дали е можно да ние бидеме во финалето. Дали италијаните беа квалитетни или не, самите кажаа дека, еве како што кажа и господин Чифлиганец, дека ние сме силна екипа. Против нив ние покажале максимален резултат, меѓутоа тие и сами потенцираа дека во нашата екипа има квалитет кој може да оде и до крајот. Ние тога докажавме и во Будимпешта. Вие бевте сведоци, бевте со нас, не пратевте како поминувме таму. Кога ние можевме да ги победиме унгарците, кај мене се јави една самодоверба дека тоа може да го направиме и со турците. Тоа е како што гледате се случи овој пат во Радовиш и ние го постигнавме нашиот најголем успех. Така да немаше место за страхување, меѓутоа ги инспектиравме, гледате изедначен беше квалитетот, одлучија нијанси, одлучи и публиката која не бодреше. Ја користам ова пригода да им се заблагодарам на сите љубители на борењето кои беа присутни во спортската сала и надвор од неа и од цела Македонија, и тие дадоа свој придонес во нашиот голем успех. Ова се инсерти од првата борба. Тони Анчев ја донесе првата радост, ги подгреа гледачите, извојува победа и тука веќе сите некако се осиливме и рековме има шанса, шансата е тука, треба да се искористи. Ке има шанси и во иднина, господин Чифлиганец, тоа е евидентно. Мислам и за Бучим Јака и за македонските борачи. Сега, од оној аспект, другиот, како председател на Сојузот на боречките спортови,
кои се вашите планови, што со нашите најквалитетни борачи, што со онаа генерација што треба да дојде, мислам на младинците, кадетите, пионерите. И дали може да се вратиме на старите патеки, например од некој европско првенство, светско или олимпијада, еве до година во Атланта да освоиме медал. Видите, овој успех нас не може да не успие, него напротив, овој успех колективен шампион во Европа ни представува една здрава основа за да изградиме сега една здрава репрезентација. Нашите планови се да повеќе месечна припрема на оние најперспективните, најпотенцијалните репрезентативци кои се олимписки кандидати до Европското првенство да бидат на припреми, да исполнат олимписка норма, да покри Соколов и им уште еден, евентуално тројца патници од борачите на Олимпијадата. Мораме на тој план, може би нема сега време да разговараме, мора многу работи да промениме во начинот на однесување и во работата, во стручната работа, пред се во клубот и во репрезентацијата. Очигледно борењето отишло многу напред и треба многу да се работи, затоа што ако сакаме европски медали од европски првенства и од светски првенства, треба многу да се работи во клубот и во репрезентацијата. Односно, овој успех што го има Бучим, тоа се должи на добра организација, градот што го сака борењето, од спортските работници, а не треба овде да се запостави и спонзорот. Така да и репрезентативците кои доаѓаат од клубовето мора да стоат спонзори за нив. Да, бидејќи тогаш имаат и Што се една однесува материјална до сигурност. Бореч клуб Бучим Јака, за 10 дена ние ангажираме еден високо професионалец од Руската академија, школа, ќе правиме европска школа за пионери, младинци и сеньори, така да ова представува основа. Али не е доволно само Бучим да работи, него тоа треба да работи и Балканец, и Спартак, и Извор, и Борец, и Лирија, и Скопје, и Вардар. Може би не во тој обем, али да се работи, да има еден такмичарски дух. Кога би имале 4-5 такви клуба, би имале и те како јака репрезентација. Вие веќе спомнавте за идејата во Бучим Јака, да, повелете? Затоа што еве председател, првиот човек на Европската организација во борење, господинот Цено Ценев, и подпредседателот на ФИЛА, на Светската боречка организација, Михаил Биро, синеки изјавија овој амбиент што го видевме во Македонија, преку конкретниот пример во Радоиш, веќе ќе дадеме за 2-3 години некое европско или светско првенство, а сега ние треба да изразиме дали тоа ќе биде кадетско, младенско или синорско. Али не сакаме само да бидеме добри организатори, треба на тоа европско или светско првенство и да постигнеме некои резултати. А во овој момент може би не може таа желба наша да се исполни, треба за 2-3 години да работиме и со такмичарски резултати да постигнеме. Треба трпение и да се калат на овие големи приредби за да стигнат до Во секој случај, оние оваа височини. шампионска титула ни дава повеќе пострек да работиме и поголема поддршка и од љубителите на спортот и од спонзорите и така натаму. И јас верувам оваа шампионска титула ќе биде потик за многу клубови борачки и за многу спортски колективи во било кој спорт во Републиката. Затоа што реков, да бидеш шампион на Европа во борење, да бидеш пред русите, белорусите, турците, германците, шпанците, французите, мислам, унгарците, ерменците, украинците, тоа е голема работа. голема работа. Али бевме доста стратези, направивме една квалитетна екипа од 10 човека, од кои 6 наши домашни борачи, знаеме ги кои се тие, и 4 појачувања, направивме еден тим за Европа, односно за свет. Што се однесува до плановето, ние одма и синеќи разговаравме со председателот на борачката европска организација и со подпредседател на ФИЛА, ние ќе учествуваме и во светскиот куп. Нашите апетити нема да престанат, би сакале и светскиот куп да го освоиме, односно да бидеме светски шампиони. Добро е и желбите да се остваруваат и тие мотивираат, стимулираат. Господине Сусидов, сега веројатно ќе има една голема навала во вашиот клуб од дечиња, па како ќе излезете на крај, дали размислувате и на тоа? Јас, например, кога шетав низ Радовиш, гледав групи така деца и само борењето се надпреваруваат меѓу себе. Дали клубот може да ги офати сите? Што размислувате на тој план? Ние сме спремни на тој план да одговориме на сите тие желби на младите деца од Радовиш. По тој повод ќе организираме
ќе биде тоа организирано, да се опфатат што поголем број на деца, да се со тој спорт да почнат да се занимават. Пред се тука мислам дека имаме квалитетни млади тренери кои досега имаат доста постигнато. Еве ние во Штип минатата недела освоихме прво место на пионерско градско првенство. Триумфиравте во 7 категории. Да. Така да веќе резултатите се на повидок. Знаете дека Шахмурадов беше наш гост. Тој одржа неколку тренинзи со малите дечиња. Интересирањето во градот е огромно на тој план. Ние ќе превземеме се. Сега не сакам да ги откривам некои детали кои ги спремаме во нашиот град, да во повеќе места се опфатат повеќе деца. Вие знаете, во повеќе прилики сме кажале дека Радовиш е град на борењето. Така да интересирањето е големо, ќе направиме се да квалитетот потикне од помладите категории и за некоја година да имаме и ние кандидати, како што се еве сега нашите боричи кои ги од Русија донесовме, тие се веќе идоли во Радовиш, покрај нив одат деца, тражат автограми, ги пратат постојано и самите борачи кои дојдат од Русија гледат дека во Радовиш има една желба и еден квалитет од што може да се направи некоја медалја, како што рековте во разговорот претходно со господин Чифлиганец. Би рекол и тоа дека на конференцијата за печатот во Гранд Хотел во Скопје пред надпреварот, јас реков дека еве господин Чифлиганец е тој преродбеник на македонското борење. Знаеме дека македонското борење во последните години претрпува одредени кризи, немаме квалитетни борачи. Ние сега се надеваме дека со доаѓањето на чело на Сојузот на боречките спортови на господин Чифлиганец ќе се постигне многу. Еве, нему сме му благодарни за оваа европска титула. Тој самиот рече дека нема на тоа да застанеме и мораме да донесеме и некој медал. А за тоа секако мора да стои макотрпна работа, која што ќе биде секако организирана во рамките на Сојуз на боречките спортови на Македонија, а јас се надевам дека во идните носители на медали дека има и некој наш борач од Радовиш. Навикнати сте на работа, тоа нема да ви причинува проблем, Знаете, имате искуство повеќе, да, сакате. Можеме да бидеме 10 пати шампиони на Македонија едно по друго, али овој успех многу значи. Али можеме да бидеме сега овој успех и кој ќе биде проткаен и со некоја медалја од европско првенство ќе биде уште поголем. Тогаш ќе се докомплетира на лепезата од Јас сакам нешто да кажам еве пред спортската јавност, пред љубителите и граѓаните Република Македонија, еден гест што направија нашите спортисти, кој ги подели, кој требаше да се поделат 12 медали златни и кога првата медалја беше издвоена на страна, а 11 се поделија. Тренерот и борачите, актерите одлучија да првата златна медалја, европска медалја, биде поделена, односно да се наоѓа во кабинетот на председателот Киро Глигоров и ќе ја предадеме кога ќе се врати меѓу народот, кога ќе закрепне и така да тоа ме посебно така возбуди кога овие спортисти, овие млади луѓе да првата медалја златна во самостојна Република Македонија ја издвоиле за председателот на Републиката господинот Киро Глигоров. и сигурно Така да, ќе го краси 11 кабинетот. са на момчињата, а од втората до 11 од првата стои за председателот на Републиката Киро Глигоров. Тоа ме посебно така трогна тоа што беше нивна иницијатива и мислам дека тоа се право не само спортисти и повеќе од спортисти. Тие тоа го покажаа дека се вистински спортисти, дека се големи вистински луѓе градители на оваа држава што ја гест градиме. и добро е сите млади момчиња да бидат такви во оваа наша држава, така да размислуваат и да постигнуваат такви резултати. Па сега што ми останува друго, уште веднаш да ви се заблагодарам што гостувавте во нашето студио, во нашата емисија. Честитки за големиот успех од моје име, од името на целата наша спортска редакција, верувам и од гледачите, и денеска тие пристигнуваат во вашиот град, па ќе се видиме и во некоја друга прилика. Повелете, Уште еднаш благодариме на македонската телевизија затоа што најдевте време во прав момент од 8 до 10 сатот да извршите 5 телевизиски преноси, што тоа беше афирмација на спортот, афирмација на борењето.
тоа допринесе и така и мобилноста на спортистите, на спортските работници, на сите љубители на спортот. Верувам дека и добивме во борењето преку тие преноси нови приврзеници, па и вие видовте кога влегувавме овде во студиото и Петранка, која гостуваше пред тоа, ви го честиташе успехот и со внимание го следела. Добра, моли директниот повеќе на пренос. песничка аударата, ние повеќе се потене така да... Благодарам и од моје име и се надевам дека во иднина ќе има и други такви екипи како нас да гостуват во вашето студио, да бидат прваци на Европа. Посакувам на сите наши клубски екипи од Македонија да постигнат таков успех, а ние ќе се потрудиме ова пехар што е пред нас да го задржиме што подолго во нашите редови. Благодарам. Ви благодарам уште еднаш на гостувањето и ќе се видиме во некоја следна прилика.